слушам мирисаш пред мене, а вгради срце и не време, и не знам како ќе ми помогнеш, за да побегнам од тебе и од себе. Не кани ме со очите, не барај таква љубов да премолчи ме, ке заврне во душава, еј таква тажна песна не си слушнала. Браво, еден аплауз вака утрински што не расположи со музика. Ѓоко Чеменковски, драги мои, е нашиот гостин за денеска. Промовираме нова песна, негова авторска, во аранжман на истакнатиот инструменталист Александар Јовевски. Ке го погледнеме и видеозаписот, а како што видовте, ви најавуваме и дружба со музика во живо, затоа што така ја почнавме емисијата, но наскоро ќе имаме уште едно изненадување за вас токму со музиката на Ѓоко. Добре дојде. Добро е најдов. Да ви се заблагодарам за поканата. Многу ми е битно што ми овозможивте вака да се представиме и ние млади уметници. Така е, млади, но искусни, веќе со настапи, со песни зад себе, сега и нели некои кавери преработки, но и авторска песна, така што се отворат вратите и дај Боже кариерата и понатаму, нели да ја градиш со децени, да те гледаме тука за многу поголеми успеси. Така е. Јас да му се заблагодарам на Дедо Боже што ете живееме во така едно помодерно време. Работите се малку полеснати и греота е стварно ако не научиме да правилно и да се бориме сами, бидејќи пружени се работите доста олеснати како преходните генерации. Да, гледаме сега и со видеа на Инстаграм се промовираш заедно со твојот брат и таму исто свирите различни жанрови. Од тој начин, пример, многу доста пеачи млади се пробија со кавер. Мене ми е малку поинаква идејата, јас сакам да се пробијам со моја песна, со моја музика, бидејќи сакам да ме знаат како Ѓоко, не како детето што препевувам. Добро е да ги оживуваме и старите македонски песни, ама да целиме кон ново. Така е, затоа почни со авторска музика која што ќе ја промовираме, а пред да продолжиме со разговорот, имаме еден мини предизвик, па да ни одговориш на неколку прашања. Ете, прва гитара. Прва гитара? Кога ти била, каква? Првата гитара ми беше подарок од едно другарче. И потоа јас знам дека собрав точно 200 евра за најефтината, ама колите уште ја чувам. Инаку си имам имиња, таа ми се вика Мара, ова ми се вика Јасминче. Да. Таа ми е Мара. Знам дека има точно 200 евра, дали ми фалеше уште може 1000-дарка. И знам дека останав само со 100 денари сред лето, ама битно имав гитара и ужива буквално. Уште си ја чувам таа. Да, се памтат тие моменти, особено кога љубовта кон инструментите надминала се, нели колку и да си имал пари сред лето, пример, млад човек нормално сака да излези. Некој штеди пари за лето, за одмор, некој за гитара. Идол од детството? Идол. Јас многу го сакам Тоше, многу го слушам Тоше. Од Владо Јаневски, кој сега не напушти предбрзо, учам доста текстови. Вечно му слава. Така да, македонска естрада идол ми е. Имаме доста квалитетни од кого може да се учи. Но ако морам да издвојам, ете, Тоше би го ставил. Да. Страв од? Страв од... Како помал имав многу стравови. Ми беше страв, пример, од осаменост. Сега моментално можда пак од тоа од осаменост. Не сакам многу осаменост, сакам друштво. Така, затоа и музикава баш убава работа ми е, бидејќи
ако ништо друго, барем можам емоција да пренесам преку текст, преку затоа и фала му на Дод Боже што компонирам, што ми дава таква дарба. Тоа е стварно дарба. За научи некој да пее и да свири, мислам дека може да научи, ама за да пишува стварно треба дарба. Да. И музиката ми е малку спас, иначе осаменоста. Да, а во твојата професија, како што кажа, има дружби, така што нема Па, многу простор и затоа. време за осаменост. Затоа. Да, концерт на кој би одел е? Љубојна. Многу сакам да ја посетам Љубојна. Уште не си бил на нивен? Не сум била, многу ми е кеф. Нонстоп кога и да патувам Охрид Скопје, нонстоп кола ги пуштам концертите и 2 сати уживам буквално со тие аранжмани врно. Да. Најголема љубов, освен музиката? Уметност. Усвари, може и пливање, а може и спорт. Многу сакам вода. Многу сакам спортови во вода. Разбирливо, Охридско Да, езеро. Охридско дете многу. Вода многу. Може тоа вода. Така, растен си на вода, си пливал од најрана возраст? Од најрана возраст. Да, буквално татко ми, мислам како и сите, дека само првото одење на плажа, без мислење скокај. Мора сам да се научиш. Да. Ама благослов е што живееме во Охрид. Да. Дефинитивно, многу рај. Така е. Рај. Покрај вода кога е? Да. И Нема- баш и доста мене ми користи како инспирација за да можам да напишам вака песни, нешто. Да. И навика што не можам да ја сменам е? Навика. Може да сум малку тврдоглав. Да си признам, може да, со моите, најчесто со колегите. Поздрав, тука се позади студиото. Мојот брат Стефан Чевенковски на кларинет и мојот втор брат Бојан Марковски на хармоника. Таа ми е екипата. Морам Да. да ја поздравам, со нив свирам. И со нив снимавте Да, и со нив видео, кавер. некои што ги гледаме по социјалните мрежи. Да, Александар Јовевски не ја замисли песната, пример, да има кларинет хармоника. Ама ние на свирки ја правиме такава малку поразлична варијанта, верзија. И стварно јас многу сум изненаден како и звучи така кавер верзија на песната, многу. Да, а веќе и на свирки ја Да. изведовте Оди Мила? Да, веќе и народот Браво. ја знае, некој ја пее и веќе на свирке кажа. Мене ми е шок тоа буквално дека прва Да. песна, очекував нормално си сака работа, песни цело време да ваѓа за да видиш реакција. Од прва песна јас сум многу задоволен. Да, и добра екипа сте Да. собрани, нели Александар Јовевски. Квалитетна, јас сум Даниел исто така за видеозаписот, ти од прва рака ќе ни кажеш како Маестрални. дошло до оваа соработка, како сте се запознали и сконтактирале, зашто токму со нив да работиш на овој проект. Прво, песнава требаше да ја прави поздрав до Дамир и Мери. Мене би ми било многу драго да соработиме во иднина со него, но тој бидејќи Дамир и Мери стварно и многу беше зафатен. Ми го предложи Александар. Ама јас баш го мислев Александар бидејќи некако туку сигурно ми е најблиску до стилот јас што го сакам, етно со помодерно, ама кога ќе кажам јас етно со помодерно многу се сваќа како само преработка на стари песни во помодерен аранжман, ама јас сакам своји песни со етно во помодерен аранжман и тоа ми го прави Александар и војни да најавам сега нова песна и со музика и текст моја, аранжман од Александар. Моментално тој ја работи, мора да се внеси Браво, емоција па да се сними. Така ви тргна соработката, Да, значи и многу за сум следни задоволен. проекти да очекуваме со него. Дај Боже и како Дека што ќе ми биде. кажа тој и албум да биде наскоро. Зошто да не, да ве пречекаме и двајцата, некој Да. пат да ни дојдете кога ќе имате, како што каже и самиот ти. Ако не на албум. гостување, на концерт сигурно. Да, Ќе да, види. да, имате во плани некои настапи за летово, знаеме дека веќе настапуваш, нели со... Да, најчесто на приватни забави, ама имаме и доста настапи организирани од општина. Општина Охрид, тие ми помогна и финансиски за песната. Имаме други некои од културни лета што се моментално во Охрид. Да, да, тоа што е Има, актуелно, фала особено му на Дедо во Боже. Охрид, Да, има. во вашиот крај. Да. Како дојде пак до текстот и она што ти го напиша? Од каде мотивите, од каде ги црпиш идеите? И јас Освен од езерото. да, нонстоп кажувам дека песната, односно текстот е напишан за кого како си го осеќа. Сигурно има некоја девојка, не велам не. Буквално напишан е на час. Учевме нешто за некој композитор, ама мене не бев тука многу со мозокот. Ми доаѓаш некој стих
И буквално уште го имам листот кај што го напишав од позади на лекцијата во 2 минути, а баш пред тоа имав како ќе песнава и како проект од општина Охрид, кој ми помогна финансиски. Да. Како проект и морав, тие ми бараја да давам или музика или нешто текст за да може да ми исплатат финанси да имет. И јас се ваѓав со тоа што јас сум уметник, работам инспирација и не знам, и сега малку бев и под стрес, под паника дали ќе успеам да стигнам бидејќи прва песна. Со рокови беше. Да, и баш вечерта пред тоа не можем никако да заспиам. И сабајлето буквално кога ќе сакате до Боже само ти пушта. Само ќе кликни кога не очекуваш. Да. И тие песни мислам дека се најубави кои ќе дојдат спонтано. Да, така е во однос на видеозаписот имаше и ти удел како да изгледа тоа, видов некои коментари те споредуваат со Шекспир. Чија беше замислата да... Тоа е цело сценарио на Даниел Јовевски. Јас сум буквално презадоволен. Нон-стоп кажувам дека тој ме создаде од комплетен уметник, од сцена до звук. Маестрален, јас би сакал уште да соработиме со него. Многу сум задоволен. Имаше некои други идеи за спотови како да изгледат, во овој стил ќе бидат или? Многу немам размислувано ја за сценарио, но би сакал да си го зачувам стилот, како Шекспир, ама нормално да издавам нешто за моите години. Повеќе, бидејќи Оди Мила е стварно сериозна композиција. Да. Така, звучи тешко. Да. Зрело. Да, звучи зрело. И би сакал нешто да сменам, ама сепак да си го зачувам и стилот. Да, така е. Ете, кажи ти дека веќе албум планираш. Да. Зошто да не? Во однос пак на настапите, што се изведуваш кога си таму? Најчесто, што бара публиката, гостите, за кој повод сум викнат, на претежно народна музика. Претежно народна музика, бидејќи свирам најчесто по кафани, по приватни свирки, но ако е евентуално роден ден, свириме и забавно, не е проблем. Да, сме гледале од видеата дека знаеш да различни жанрови. Да, тоа и Даниел ми го кажа. Изведуваш. Многу ми викаат, јас те бенисав што првава песна и имаш стил, викаат, мислам, звучит како сега јас вторава песна да истам рок верзија, нема да му е чудно, бидејќи Оди Мила не е баш типично народна. Е нешто помеѓу, така да, е, истам пример народно свадбарско, пак нема да е чудно и то некако бидејќи првиот проект јас си го правев и година и пол го правев, ама морав да го правам така, бидејќи Даниел нон-стоп ме учеше, мора да си го зачувам првата песна, морам да си го зачувам и стилот и како ќе се појавам на прво, без разлика, може ти 100 прегледи да има, како ќе се појавам на прво, така ќе ме воде цело време. И многу мора да си го запашам и стилот и затоа сега ми викат малце те спаси, така да, бидејќи 18 години се стварно млад сум, уште за да се определам, само тоа ќе го работам. Да. И имаш време да експериментираш и да смениш нешто доколку сакаш, но на прав пат си. Да. Кој е најдобар совет што си го добил ете како млад артист, од нели по искусните, повозрастните колеги со кои што си работел? Од колеги претежно се уште нема многу соработено, освен со Даниел и Александар. Да. И поздрав до Војче од Маестро. Така. Мојот другар, колега, брат Бојан, тој учи кај него на часови дека е Војче, многу сме блиски, тој доста ни помага така психички со мотивација. Многу сум задоволен од него, а најголемиот совет го имам добиен од мојот татко. Сам не знам дали како совет, ама тој ми како мото, пеам и уживам. Да. И не се замарам за ништо, буквално животот е преубав, Бог ми дал златна работа да уживам во секој момент, со весели луѓе цело време. Така да тоа е. Така и треба да биде. Тоа ми е така како мото, пеам и уживам. Да, а дефинитивно. коментари дали се читаат уште од сега? Да. Коментари од Оди Мила има доста многу, јас сум стварно изненаден. Да. Посебно од прегледите, десетици илјади прегледи веќе има. Да, јас сум многу задоволен бидејќи од моја генерација, од мои другари деца, има доста убави реакции, а и од повозрастни, така да многу убаво е прифатено, јас сум стварно среќен. Да. Поддршката постои од најрана возраст за музика или имало можеби некои други желби пред почетоците со музиката, за друга професија, па некој да те насочува кон Да, тоа е нешто интересно. различно? Јас од секогаш
Можда и повеќе сум сакал од музика, глума. Да, одам глумец, драмско, нешто така. Ама, ете, музиката изгледа победи. Повеќе се приврзав, ама сепак и тоа е уметност и затоа и кажав, во главно уметност ми е љубовта, то. А си глумел некаде, мислам, дали аматерски или На во представи некои секции, најчесто групи? од школа, но представи, такви работи. Так, па добро, ете и таму се гледал талентот. Сега мислиш дека можеш истото да го одглумиш, да го покажеш и во спотовите, да го искористиш и тој талент? Па да, и тоа се гледа, и Даниел исто ми рече, тоа е како мотивација за мене, за глумата. Ми рече имаш како, има стил и кад пред камера, имаш понашајне, не си, зашто има нормално деца, неискусни, како и јас не бев искусен, и нормално ќе ти кажи вака, така. Да, некои работи природно Да, доаѓаат. некои работи природно и баш го венди се. Да, некои пак се учат или со И тоа имам. текот на времето. Да. Да, си размислил во тие води за во иднина да Па може, зошто да не? Јас би- посериозно, по-професионално, нели? Да, јас се занимаваш. би прифатил и да би глумел некаде. Како може во филм, има доста филмови да би глумел како бенд. Некој кафич, нешто. Да. Или може да се направи сценарио, јас сум за. Да, имаш време да размислиш. Да. Во однос пак на градскиот хор, бидејќи и таму пееш, колку време си таму член, каква музика изведуваш? Таму сум ве 3 години. Поздрав до диригентот Бурим Хидри. Што и да кажам за тој човек, стварно е малку. Тој мене ме усоврши во музичар. Ми го разви ушето до тој степен да можам да компонирам. Многу ми помогна. Така да одиме на проби, сега заврши фестивалот, имаше како крајна година, нели на сезона. Осмо издание, мислам дека беше. 8 година и сега од септември здраве ќе почнеме пак со проби. Така, и ќе имате настапи некои каде што, нели, ќе може да дојде и публиката отворено за сите или? Да, има. Како се Најчесто се одвиваат? тие, пример, организирани од општина Охрид или од некој организатор приватни. Пример, како Ден на Свети Кирил и Методи. Такви работи. Најчесто таму е, ама тоа е отворено за сите кој сака. Може да си дојде. Да, убаво, сигурно и таму имаш некои колеги кои што ја следат и твојата авторска музика. Од таму, од хорот имам стварно преголема поддршка. Ти уште од првиот ден ти си нашата звезда. Јас не се гледам код звезда, ама доволно е тоа како за мотивација. Да, и кога гледат потенцијал во тебе Да. уште пред да започнеш со авторската музика. Некогаш, мислам, не туку секогаш е најбитен зборот, јас мислам дека. Да. Како збор што може да те скрши. Јазикот коски нема, ама коски крши. Така, или пак да те поддржи, да те подбутне напред, Да. одиш, да Доволно е, јас мислам, целиш кон нешто поубаво и подобро. јас мислам дека доволно е само едно браво дете да ти каже некој. Мислам за мене, јас ти се гордеам со тоа. Нема да ништо повеќе. Кога ќе направиш паралела, колку си различен таму, кога настапуваш и кога настапуваш со група, нели, во хор е една приказна, друга Да, приказна да. е кога Ваму си соло на гитара или со колегите, нели, на кларинет, на хармоника. Да, на хор е веќе уметност, каде што мора да си цело време активен да пратиш, а на свирка нормално забава, дојден сум за да ги развеселам луѓето, да ми го направам вечерта најубава, така да таму е полабаво. Односно, зависи до луѓето. Најмногу ние како бенд, и верувам и другиве колеги, најмногу сакат кога некој, како да кажам, комуштерија е, како гостин, кога ќе се препушти на бендот. Кога ќе му речи, ти си музика, ти водиме, тогаш јас мислам дека иде најубавите забави. Тој беше и со хорот, бидејќи после фестивалот имаше како собирака нормално, забава, и ние свиревме, јас и мојот бенд, свиревме и буквално дали дека музичари, ама многу весели луѓе, таква енергија јас од првата песна и да не ја знаеа, сите беа на нозе, играја многу убава енергија. Да, браво. Свиревме 3 сати можда без престан, зашто најчесто се прави, пример, сат и пол, 2 пауза. Свиревме 3 сати без престан, јас нит мака осетив, кога нешто те убаво, кога уживаш. Не беше уморен. Да, не бев уморен. Да, има ли уште усовршување во однос на гласот, на вежбањето, колку Да, и како го одржуваш гласот? Па јас и сега завршив средно музичко, соло пеење, ќе продолжам исто во Скопје на ФМО, исто смер соло Исто соло пеење. пеење?
Така да се надевам дека таму во Скопје, во Скопје ќе научам доста, ќе се усовршам. И секогаш има. Јас исто кажувам, мислам, уште сум млад да кажувам, ама би дека нема грдо пеење, според мене. За секого различно уште слуша, пример, секој не може да го поднесе мојот глас, некој може така да... Но дали првично е талентот сепак да се има, како... Да. Па тоа е талентот. Господ кој ќе дава на секој, кој го користи, кој не. Да, сепак работата и вежбањето, трудот, се она што го одржува, нели? Да, па убаво е кажано, барај за да најдеш, ама мора да кажеш зашто бараш. Пример, јас сакам да успеам во пеење. Да. Не е проблем, ќе успеј, само работи. Да. Има се што ти треби. Да. Сакаш ли некој дует во иднина со некој од... Да. Колегите Јас многу имаш ли? сакам да се дружам, да колаборираме. Да. Се надевам дека ќе биде, мислам, сигурно ќе биде. Да, за Љубојна Моля, знам да. дека би сакал. Да, може и со Љубојна, обавезно. Бидејќи ги спомна нели за концерт, па мислев дали имаш ете уште некоја желба од нашите изведувачи, дали млади, дали поискусни. Па може да направам нешто и пример со пајак, пример со позабавњациве. Да. Мислам дека би било многу интересно, јака комбинација, охриѓани, пиес на паѓаме охриѓани. Да, микс на жанрови Да. и особено охриѓани. Пред да продолжиме со разговорот, доколку би сакал уште нешто да ни засвириш, некоја песна во живо да слушнеме пак од тебе. Може, ајде, може и охридска. Ајде, секако дека може. Може една на јебавата. Ој ти момче, охријанче, што си толку замислено, крај езеро вез ден шеташ, кажи дали некој чекаш или срце некој ти открадна, тешко да го запоравиш, или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш. Не ме прашај, моме младо, мачно ми е да ти кажам, јас имам моме лично втујинче од друго место. Љубов си дадовме, среќни бевме, само едно лето. Љубов си дадовме, среќни бевме, само едно лето. Браво, ти Ние во благодарам. Охрид само живееме за лето. Да, само за лето. Сите песни се за лето. А останатиот дел од годината? Спиеме. Што правите? Да. Па, мислам дека треба да се разработи повеќе зимскиот период во Охрид. Летниот има доста настапи, ама во зима е слабо, ама ќе биде. Така е, да се почне од некаде мора. Да, супер. И пред самиот крај имаме уште една игра или, па може и на овие да ни одговориш, дует со македонска легенда или со млада Инстаграм звезда? Македонска легенда. Добро. Настап на домашен фестивал или турнеја во диаспората? Па за сега нека биде на домашен фестивал. Ке си биде се со време, смислам. Ке си даде и турнеја. Да, добро. Микрофон или гитара? Микрофон. Дефинитивно одлучив дека најмногу уживам во пеење. Да, со лопење, но секако во придружба со инструмент, што е уште поубаво. Да. Па тоа ми помага инструментот за да можам да компонирам. Така е. Ти благодарам многу за ова гостување, за музиката во живо, што ете дојде кај нас, те чекаме повторно, кажавме за се што е ново, сме тука. Ви благодарам и јас од срце многу. Да, се гледаме пак за самиот крај видеозаписот. Оди Милак има прилика и да погледне и публиката, да видат за што се работи, за што зборувавме во оваа емисија, така што уживајте во музиката на Ѓоко Чеменковски. Од мене, довидување.
Само ноќ да падне, пак би ти рекол, пак би те сакал. Уште ноќ би плака, уште ноќ би плака. И кога ќе те видам, немој да ме гледаш, во очите ти играм, како снегулка пред оган, како снегулка пред оган.